Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото е гостин претседателот на Демократскиот сојуз, господинот Павле Трајанов. Со него ќе разговараме за повеќе теми кои се поврзани и со внатрешната политика, но и со евроинтеграциите. Тука се разбира односите со Бугарија, тие се сега најголем предизвик. Господине Трајанов, ајде да почнеме со она што е најактуелно, за она што беше свикана и лидерската средба кај премиерот Ковачевски. Тоа се можноста за уставни измени, за она што го бара Бугарија, тоа е вметнување на бугарите во уставот. Нашиот став е дека во ред, но тука ќе влезат и хрватите и црногорците. Има предизвици на тоа поле, вие кажавте дека би прифатиле такви уставни измени, тоа е вашиот став, но доколку тоа се случи исто така и со македонците во Бугарија, доколку има реципроцитет. Има доста прашања во однос на тоа, но еве прво да ве прашам, останувате на тој став, се уште тоа вашиот став во однос на уставните измени? Мислам дека има генеза на овој проблем, значи не е тој сега осмислен како проблем. Долго време Бугарија го негира македонскиот народ, јазик. Во суштина, во 21. век, да негираат постојане на еден народ, мислам дека е апсурдно, неприфатливо и неодговорно од страна на државно-политичкиот врв од Бугарија. Значи, ова прашање долго време они го наметнуваа. Во меѓувреме, претседател на Бугарија Радев, веројатно со консултации пошироки, наместо негација или инсистирање да околу јазикот, дека тоа е дијалект на бугарскиот јазик, дека македонскиот народ е вешешка творевина за време на Тито, формирањето на Тито во Југославија, променија и побара правата на бугарите да бидат, не знам, дозволено да се самоорганизираат политички партии. Тоа во суштина што постои во Македонија. Како на било кој друг граѓанин или припадник на етничка заедница, тој може да се организира, да формира здруженија, разни асоциации, културни друштва, политички партии. Тоа го имат и бугарите во Македонија, но смисле дека треба да бидат вградени во уставот, на тој начин веројатно мислејќи дека ќе се зајакнат правата. Предпоставам дека имат некаква стратегија со тоа покасно. Ќе видиме што се крие за таа идеја, но за секој случај, кога се отвори расправата околу францускиот предлог, тогаш имаше жестока расправа невладиниот сектор и тоа од организации кои што се исклучиво проевропски организирани, експерти, политички партии и граѓаните, дека во францускиот предлог, значи преговарачката рамка, се вградени билатерални прашања, историски прашања, образовни прашања, дека тие прашања не треба да бидат дел од преговарачка рамка. Во суштина, сите барања на Бугарија, на бугарскиот парламент се вградија во преговарачката рамка. И сега, наместо билатерални прашања за кои можеме да разговараме, да ги разрешуваме, тие сега стана прашања на Европската унија и Европската унија стана партнер во преговорите околу прашањата наметнати од Бугарија. Значи не се врзани за некакви критериуми. Добро, министерот за надворешни работи и вице-премиерот Маричик тврдат дека тоа не е така. Имаме документите, тие може да тврдат. Тоа е класична манипулација на јавноста. Затоа што член по член ги разгледувавме, формиравме на работна група парламентарна која што требаше да разгледа преговарачката рамка и да предложи заклучоци. Таа работна група расправаше, имаше една средба, се договоривме министерот Маричич да подготви сублимирани предлози за заклучоци, но после оваа расправа во клубот на пратениците, кога настапија јавно, сосема друго кажа, не се држаа до договор што беше постигнат на некој начин. Тука беа ВМРО, СДСМ, ДУИ и од другите партии и јас бев исто така присутен. И кога видов дека никој нема да ги направи тие предлог за заклучоци, јас ги подготвив. Сублимирани беа тие заклучоци, тоа што го бараше ВМРО да помага, СДСМ, другите партии, тоа што имавме ние изворно како предлог за заклучоци, како партија Демократски сојуз. И започна разговор околу тие заклучоци. Имаше огромна можност да се прифатат. Меѓутоа дојде до
несогласување помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН и пропадна. После тоа дел од тие заклучоци беа преработени и прифатени од парламентот. Значи, во тие заклучоци беа точно посочени кои се, да речеме, неприфатливи прашања да бидат дел од преговарачката рамка. И што ние бараме? Меѓу другото баравме да биде вградено дека македонскиот јазик по рамката ќе биде официјален службен веднаш по приемот на Македонија во Европската унија, што секаде за сите држави така направено, за Македонија не. Тоа прашање дополнително го истражувавме, затоа што од Македонија некој барал да бидат два службени јазици. И затоа го ставиле тоа прашање. Значи да биде и македонскиот и албанскиот јазик. Албанскиот јазик не е спорно дека ќе биде дел од официјалните јазици, бидејќи Албанија е на истиот пат, и тогаш ќе биде еден од службените јазици. Меѓутоа, тоа после ја замајува јавноста дека Фронтекс договор на македонски јазик, што апсолутно тоа не е клучно прашање. Тоа е добар пример, каде што и македонскиот јазик се официализира, но нема решение во преговарачката рамка. Затоа треба да се преговара. Второ, ние баравме да нема втора конференција. Значи, на една конференција, меѓувладина конференција Европска унија Македонија, да биде конференција на која што ќе започне скринингот и после завршување на скринингот без било какви условувања да започне да се отварат кластерите, односно да започнат поглавите да се отварат. Тоа не убедува дека не треба да има друга конференција. Значи и министрот Османи и Маричич тврдеа пред сите нас тамо дека не една конференција завршува. Јас се разговарав со представници на Европска унија, имаше и од Европска унија тука и други представници, освен нивниот амбасадор. Они сосема јасно кажа дека ќе има две конференции, не една. Прва, на која ќе се договори процес за скрининг, и втора конференција после исполнувањето на условите врзани за уставот. За уставот. Не само за тоа, а преговарачката, протоколот исто така е многу битен, бидејќи тој протокол долго време не се презентираше во јавноста. Протоколот е вграден во преговарачката рамка. Да, но член 12 од министрот договорот. Османи и вице-премиерот тврдат дека известувањето за протоколот нема да биде дел од формалните услови за напредок во преговарачката, туку дека тие ќе биде известена Европската комисија и дека толку е тука завршува приказната. Не, точно. Дека тие потоа не предизвикуваат услови. Па во протоколот има дефинирано комисијата за историски образовни прашања. Треба да има напредок. Натаму во самата преговарачка рамка се повикува на член 12 од договор за добро соседство, каде што претходно беше протоколите и сега прегледи, сменија дикцијата, но тоа е исто. Ако Бугарија било кој историско прашање го покрене, не се постигне согласност, ќе биде проблем, ќе не блокира. Ако образовно прашање, ако ние во учебниците не го напишеме тоа што уставно кажано ќе го постигнат комисиите, ова комисија за историски образовни прашања, тоа треба да се вгради, да речеме тоа прашање во учебниците. Ако има отпори, ќе не блокират. Еве сега создават повторно имаме проблем околу клубовите на Бугарија. Затоа што се направи одредени промени во Законот за здруженија и сега веќе има реакција. Па сега ние ќе праќаме на Венецијанска комисија, па ќе се согласуваме. Што е сега? Како се релативизира барањето на Демократскиот сојуз да има реципроцитет? Значи, ние ништо друго не бараме. Да, се служуваме Бугаријата да влезат во уставот, бидејќи тоа е барање на Бугарија, како билатерално прашање, бараме реципроцитет. Тоа значи не вградување во уставот. Бидејќи гледам некои од уставно кажано партиските експерти на СДСМ тврдат дека тоа Бугарија не го мена во уставот на исти третман имат сите и така натаму. Што смета на Бугарија, бидејќи е членка на Европската унија, има подпишано сите конвенции за човекови права, да дозволи организирање, здружување на граѓаните кои што сакат по било која основа да се организираат. Македонците таму не може да се организираат. 14-15 пресуди има од Страсбург кои што укажуваат дека имат право да се самоорганизираат. Јас што барам? Колку многу други тоа што го барат.
Значи, имплементација на судските одлуки од Страсбург околу правата на македонците. Да. Значи, тоа е суштината на барањето и апсолутно не е проблем никаков Бугарија да започне да ги регистрира тие здруженија на граѓани, политички партии и културни друштва. Уште една само работа. Сега, речеме, владата најавува отварање на културен центар на македонците на Македонија, не знам како ќе оде во Благоевград, бидејќи таков има. Тоа е сосема друго. Тоа е државата организира одредена, не знам, асоциација и така натаму. Тоа е институција на државата. И сосема е различно правото на самоорганизирање, здружување на Јас колку што знам тоа. таков културен центар веќе и постои во Софија. Во Софија има, постои. Да, постои. А какви се активности, какви се резултати од таму? У Благоевград добро е, поддржав, нема спор, меѓутоа сосема е различно. Правото на бугарите да се здружуваат во Македонија, бараме соодветно право на здружување на македонците во Бугарија. И што е уште пострашно, речеме, не смее никој од државно-политичкиот врв да го покрене ова прашање. Правата на македонците во Бугарија. Знаете, барам вербално да го побара тоа како Знаете што е право. проблем со тоа, господине Трајанов? Тоа сакам да ве прашам, Да. во поглед на тоа барање за реципроцитет. Вие знаете дека уште со подпишување на времената спогодба со Грција во 1992 година, дека Македонија уште тогаш го смени уставот, дека во македонскиот устав имаше одредба дека Македонија ќе се грижи за македонското малцинство во соседните држави, но тогаш тоа беше тргнато. И потоа се стави амандманот 2 во уставот, каде што вели вака: Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Потоа во времената спогодба исто така пишува: втората страна свечено изјавува дека ништо во нивниот устав, особено членот 49, како што измена со амандман, не треба да биде толкувано, ниту ќе биде како основа за втората страна да се меша во внатрешната работа на друга држава за да заштити статус и права на кои било други личности во други држави кои не се граѓани на втората страна. Потоа сега да не цитираме амандман од 2019 година, па потоа Преспанскиот договор, значи зборуваме. Значи Македонија тоа го има ставено во уставот дека нема да се меша во внатрешните работи на други држави во поглед на македонското малцинство. И сега ако државата тоа го побара, ќе биде дека го прекршува сопствениот устав. Апсолутно тоа не значи дека ние се мешаме, дека Македонија се меша во внатрешните работи на било која од соседните држави. Апсолутно тоа не е така. Ние бараме само имплементација на меѓународни конвенции околу правата на човековите права и слободи. Ако може Бугарија да се меша државна делегација, висока државна делегација при отварањето на клуб да присуствува, што ние требали да го третираме дека тие се мешат. Они во нивниот устав веројатно не го ставиле тоа. Нас никој не ни што крив е што сме го сега? ставиле. Па нема апсолутно. Ако ние имаме крајно анационална државна политика во континуитет со година назад, тоа не значи дека ние не треба да ги коригираме нашите позиции. Апсолутно не значи тоа. Тоа значи дека ние, бидејќи се менуваат работите, бидејќи сакаме да имаме членка на Европската унија, да ги исполнеме сите европски стандарди и вредности, тоа значи дека сосема сме во право да бараме од земјите членки на Европската унија тие права што ние ги, да речеме, дозволуваме за сите етнички заедници и таму да се имплементираат. И во Германија, и во Франција. Како тоа е можно, само во Бугарија сега да не се дозволува да се самоорганизираат македонците. Јас знам што е позадината. Тоа и во Грција, и во Бугарија. Стравувањето дека ако Македонија влезе во Европската унија, дека тоа е исклучително добра можност за меѓусебна комуникација. Тогаш Нема да има граници. Нема да има граници, тогаш можеме да зборуваме за голема Албанија, за голема Србија, ако влезе Србија, за голема Македонија, и дека сите ќе можат меѓу себе без било какви ограничения да комуницират. Ма тоа не значи дека преку тој процес ќе се јават, не знам, сепаратистички движења, територијални претензии. Апсолутно тоа ништо не значи. Затоа ние треба да си го чуваме нашиот дигнитет како држава, како народ, повеќе народи, да водиме сметка за сите народи, не само за македонскиот. И ако тоа ние не го бараме сега, никош нема тоа прашање да го отвори никој. И полека процесот на асимилација на македонците во околните држави ќе продолжи и еден ден ќе излезе дека нема македонци никаде. Значи тој процес ние треба во тој процес да направиме пресврат. Да инсистираме, да бараме, бидејќи
Ако тоа прашање не го поставува државно-политичкиот врв, политичките партии, вие медиумите, невладиниот сектор, ако тоа не се прашање поставува како исклучително битно прашање на право на самоорганизирање, право на здружување, мислам дека тоа нема кој друг да го покрене. Да. Тоа е суштината на барањето. Ние нема нити сега, нити во иднина ќе бараме било какви развежувања или движења, формирање организации во Бугарија, Грција, Србија, Албанија, кои ќе значат сепаратизам или рушење на уставниот поредок. Апсолутно. Тоа ќе биде основа само за продлабочување на односите. Еве јас кажувам, ќе биде од историска да речеме шанса Бугарија да направи мал чекор. Тој ќе биде со огромни димензии. Да рече да, во Бугарија има македонци, право имат нека се самоорганизираат како сакат. Во здруженија. Дали нешто ќе изгуби бугарската држава, дали бугарскиот народ? Сите отворени прашања ќе започнат да се разрешуваат. Само треба добра политичка волја да се прекине со негација на македонскиот народ и јазик од страна на Бугарија и ќе се отворат можности за многу подобри односи во сите области, во областа на културата, образованието и во другите области. Се разбира инфраструктурата, економските односи. Но, нивната таа 100-годишна стратегија да негират постојано на македонскиот народ, како може да прифати било кој од нашите историчари да разговарат, да преговарат, не знам сега, Гоце Делчев, да. Ние сега генерации назад, кои што сите сме учеле Гоце Делчев како македонски револуционер, сега да тврдиме ние, добро, не бил македонец, бил бугарин и така натаму. И тие заеднички прослави што ги организира уште за времето председател Кира Григоров, имаше таква идеја, па после председател на владата Бучковски, заеднички чествување на празниците катастрофа. Бугарите, ако било кој од нашите македонски револуционери, писатели, дејци го чувствуваат како невин, нека го слават. Апсолутно нема против ништо. И обратно, ние било кој, ако сметаме дека некој треба да се слави. Па добро, што е лошо да се чествува заеднички? Вие си го сметате за свој, тие за свој. Ама не, они така не подразбираат. Тие кога го правеле договорот за добрососедство, под заеднички корени подразбирале дека ние имаме исти корени, бугарски корени, па после некаде 45-та сме се одвоили и така натаму. И чествувањето исто така го презентираат тие. Да, но тоа са еве читате што начин на перцепција. Инаку заедничка историја имаат сите заедничка историја. И ние еве и Македонија и Србија имаат заедничка историја. Сите ние сме измешани. Биле дел од заедничка држава. Во тој контекст, ако гледате историски, сите тука имаме заеднички случаи. Но немаме корени. Значи на народот, зборуваме ние за потеклото на корените на еден народ. Проблемот е кој како гледа на таа, што значи тоа заедничка историја, ние предпоставам кога господин Заев го подпишувал договорот и владата и Димитров мислеле во позитивна насока, дека тука некакви случаи не имало заеднички се тие. А не мислеле дека бугарите тоа смислено го инсистира со години да го вградат тоа, дека по тоа да разбират дека ние имаме заеднички корени, бугарски корени. И тука е проблемот. Тука е проблем што тие така тоа го толкуват. Инаку ние мораме да водиме сметка. Тие заеднички чествувања, вие сега имате силна машинерија која вика Иленденско преображно, не знам, остани и така натаму, дека тоа е бугарска борба за ослободување на оваа територија на Бугарија. Како ќе славиме ние заедно? Ќе седиме еден до еден, кога ние знаеме дека тоа е автентично македонско револуционарно движење, восстание за самостојна Македонија. Тука е проблемот. Да преминеме на ова во однос на лидерската средба, вие таму кажавте уште едно прилично интересен став кажавте, кога кажавте за што ќе разговарате, кажавте дека ќе го отворите прашањето за функционирање на системот, бидејќи како што вие велите, граѓаните се разочарани дека законите не се применуваат еднакво за сите и дека не функционираат. Што мислевте конкретно по таа порака? Па да се направи една мала анализа, анкета помеѓу граѓаните, дали се задоволни како и на кој начин функционираат институциите. Еве да тргнеме прво партизацијата на државата. Висок степен на партизација, вработување на сите места од највисокото до ниво на киденчарка, партиски луѓе. По правило, со некои исклучоци, најнеспособни кадри.
И тие ја заробија, парализираа партиите со партизацијата, целокупната држава. Дали се задоволни од борбата против корупцијата и криминалот? Против тешките облици на криминал? Апсолутно не. Значи, ние сме високо криминализирана држава. Мора да направиме систем, ефикасен систем за борба против корупцијата. Не се задоволни. Дали се задоволни од система на образование? Како и на кој начин се одвива? Не се задоволни. Не сакам сега да ги напаѓам приватните универзитети, факултети. Илјадници имаме таму штанца на дипломи, илјадници секојдневно штанца. Дали мислите дека тоа ќе биде потенцијал, кадровски образовен потенцијал за да ги развije процесите во Македонија? Последните, секој ден имаме по една афера. Како и на кој начин се спроведува кадровската политика во државата? Дали е во ред, дали тоа граѓаните го прифаќаат? Еве, најнова реакција околу начинот на избор на јавен обвинител. Врзува се на политички договор помеѓу две владеачки партии, дали насока, и замислите сега јавните обвинители сите гласат. И според вас обвинителот Ислама Бази е политичко решение? Политички договор, да. Тоа е политички договор. Меѓутоа, мислите дека е човек на дуј? Па не мислам, веќе сите елементи покажуваат дека е нивен предлог. Затоа што тој меѓупартиски договор кој да биде републички јавен обвинител, кој да биде обвинител на оддел за организиран криминал, и се работи за партиски политички договор. И да има таков договор. Многу е интересно действувањето на јавните обвинители на гласат по директива на партиите за човек кој што не го познал. Ја немам ништо против човекот, нити го познал, али без јасни критериуми кој може да биде кандидат за јавен обвинител, без промоција на програмата, без анализа на владиниот сектор, на медиумите, кој да го претресат од сите аспекти, и после да видиме како да биде. Моја сугестија е Советот на јавни обвинители ова прашање да го одложи. Независно што имале формален некаков процес на гласене, да го одложи, бидејќи се жалат дека немало разбирање за нивните предлози околу вградување на критериуми во Законот за јавно обвинителска дејност. Тоа нека го направат. Веројатно тие мислеат дека правда немало разбирање за нивните барања, но има парламент, има пратеници, нека се обратат до парламентот што барат, кои критериуми да бидат градени, и нека се повтори постапката. Значи, не е само тука јавното обвинителство. Сега денови слушаме како се врши изборот на контролори на летање. Да. Исто катастрофа. Така да, значи, тоа покажува, се потврдува тезата моја дека граѓаните се недозадоволни од начинот на функционирање на институциите. Ние немаме систем да се почитува уставот и законите и да бидат подеднакво за сите. Примената на законите. Тоа е клучен проблем. Но видите што е сега проблемот. Еве конкретно со изборот на обвинител за организиран криминал, значи сега еве обвинителите директно гласаа, тоа на некој начин треба да биде некаква сигурност дека системот ќе профункционира поинаку, дека ќе има реален избор на обвинител, но еве и со сменет начин на гласање, повторно како што еве се зборува во јавноста, партиски човек. Значи се повторува. Тоа е суштинскиот проблем. Во кодот на секој кај нас, на секој вика како ќе добиеме насока да не погрешиме, така да постапиме. Тоа е начинот на размислување. Значи многу малку луѓе се, еве овие заслужуваат честитка. И самиот обвинител Абази вели, се извинувам, еве он самиот вели за мене гласале во Штип, во Берово, што сакате? Како ја партиски предлог? Што е грешката на јавниот обвинител, што тој прифатил да биде кадар на партија. Тоа е неговата грешка. Не е грешка што го ставиле сега, бидејќи, ама ако прифатиш ти да бидеш партиски војник, јас тоа сум го зборувал на времето, во партиите подпишува суди и јавни обвинители за верност на владеачката партија. Дека и тоа текст страшен. Ја не знам зашто не ги објават тие текстови. И замислите се ги, знам дека тие не одлучуваат по собствено убедување, по насока на партиите на власт. Секојаш до сега било така. Така функционира системот. Јас се сеќавам и при избор на други совет на јавни, во судскиот совет, кога ги бират представниците што ги бират судите. Исто партиите дават насоки. Преку комитетите ќе разговарате со судиите, овој треба да биде во судскиот совет, и за жал тие проекции на партиите до сега се остварува, бидејќи овој процес
за овој не се разговара. Зошто господине Трајанов тогаш е толку голем шок сега еве од изборот на обвинителот Абази, ако како што вие велите, но и како што сите знаат дека цело време обвинител се бира партиски, дали е толку голем шокот што е од ДУИ само, тоа ли е шокот? Бидејќи ако е се исто, зошто е толку излезе толку голем скандал сега? Видите сега деновие што ви презентира еден и тоа млад политиколог ми вика, и тоа албанец, за да не испадне дека нешто има против албанците или против било која етничка заедница, вика што ни недостасува? Вика ДУИ да го постави поглаварот на Македонската православна црква и со тоа да завршат кадрските решенија. Мислам дека до таму е отидено да партиите секаде се мешани. Секаде, во сите пори на нашето општествено живење. И затоа реков на почетокот, силната партизација, значи, ја парализира државата. Криминалот полека исто така ја јаде државата. Ние замислете сега камо среќа да функционираме како што функционираат другите држави. Мала држава со сите можности да бидеме добро развиена држава, да создадеме амбиент, да има правна сигурност, младите да сакат да останат тука. Ако продолжиме со овие политики, како партии, значи сите тука без разлика позиција опозиција, значи нема ниту еден од младите да остане во оваа држава. Значи не сакат, голем дел од младите не сакат да бидат на партиски списоци за вработување, не сакат да дадат провизија за да добијат бизнис, не сакат да учестват апсолутно во овие меѓупартиски договарања. Сакат со своето знаење, вештина да биде тоа што Добро, еве сега стратегијата на американската администрација за западниот Балкан е борба против корупцијата. Тие ќе одвојуваат и директни конкретни финансиски средства за тоа. Јасно е дека борбата против корупцијата е дигната на највисоко ниво. Ако порано имаше други приоритети, имаше и да речеме и демократија и слобода на говори, човекови права и тероризам и национализам и така натаму, сега борбата против корупцијата е на највисоко место. Интересно се совпадна што истиот ден кога беше избран обвинителот Абази, беше и примопредавањето на новата американска амбасадорка тука во земјава. И сега, ако е така како што вие зборувате, а зборуваат и многу други, не само вие, во поглед на корупцијата, на партизацијата, на функционирањето на органите на системот, како на тоа гледаат нашите стратешки партнери? Еве, и Европската унија, но пред се Соединетите американски држави. Мислите ли дека ќе има некаков конкретен притисок да се сменат работите или отприлика они велат ваша си е државата, терајте како мислите, па ќе видите после? Па добро, сега ние сме земја членка на НАТО. Значи почна процес на скрининг за влез во Европската унија, претендира да бидеме дел од Европската унија, што е наш стратешки национален државен интерес, што апсолутно има поддршка. Една од основните причини за стагнацијата на државата во сите области е висока степен на криминализација и корупцијата. Има најави и од Европска унија и од Соединетите американски држави дека треба да има пресврат. Значи, на нас е неопходна робусна борба против корупцијата и криминалот. Сега, некои анализи покажуваат, мислите, колку милиони тешки се извлекле. Јас тоа сум го спомнал дека само една компанија, приватна компанија, извлекла во следните, 12-15 години, извлекла над 2 милиарди евра на незаконит начин од државата. Замислите тие огромни суми како се извлекуваат. Значи, стално постојано ќе има криминал, тоа не е спорно. Постојано ќе создава народот нова вредност и ќе има криминал, но тој мора да биде контролиран во некакви реални рамки. Значи, криминалот во Македонија стана вредностна категорија, а не зло со кое треба да се справиме. Значи, имаме ерозија на системот. Значи, исклучително негативни се последиците од криминализацијата. Ако некој со криминал се богати, недостижен на власт. Ако гледаме дека како се бират обвинители, како се бират суди, некредибилен судски систем. Имаме 7 институции задолжени за откривање на криминал. Никој не ги координира.
ако имаме исклучително мал процент на тешки случаи на врзина криминал, бидејќи сите овие институции што се задолжени за откривање на криминал, сите се партизирани. Значи, тие не можат да работат слободно и не можат да работат случаи поврзани со активни носители на државни политички функции. Тие што биле претходната власт. И тука е проблемот. Добро, владата, ако ја прашате, ќе ви каже дека не е тука, ќе ви ги спомнат случаите на Рашковски, на Мухамед Закири, па ќе видиме како ќе се на низа други такви високопрофилни случаи, кои секогаш ги посочуваат како пример. Направете анализа сега, колку предмети се водат за претходната власт. Стотици има, така ли? За криминал зборуваме. Мислите дека помалку е криминализирана власта со промените? Ја мислам дека не. Нема тендер, ретко, може би, некаде над 90% од тендерите се претходно договорени наместени. Тоа било и сега ќе продолжи. Ако не најдеме систем како тоа да го спречиме. Претходно ќе се договори, ќе го припрема некој тендерот, ќе се распише, ќе има услови скрини што другите не ги познаат, не ги знаат и ќе добие фирмата за која што е определен и каде што има износ дефиниран, да има и за фирмата што работи и за тие што одлучуваат. Тоа зар не го знае владата, власта, министрите, обвинителството? Зошто тоа не се анализира и да се најде систем како да се тоа спречи? Вие кога зборувате за владата, зборувате во трето лице и вие сте дел од владата. Па не сум ја министер. Нити имаме министер. Ние имаме едно маргинално место, заменик за локална самоуправа. Најмаргинална позиција. Да имаме ресор, ќе покажеме како и на кој начин се владае, како функционира една институција. Тоа е проблемот. Добро. Мислам, инаку, јас не бегам од одговорноста, сите ние во парламенту имаме одговорност. Дали си позиција, опозиција, имаш одговорност. А дали парламентот може да направи нешто околу спречување на корупцијата? Може да донесе закон и да бара се спроведу. Јас се обидувам како парламентарец да видам активен и јавно да настапувам, да предлагам закони во парламентот, да поддржувам, да барам некој да не помине. Тоа е основната функција на секој парламентарец. И има доста пратеници што се активни, не е спорно. Меѓутоа, клучно е како и на кој начин политичките елити, дали тие се подготвени да влезат во борба против корупцијата и криминалот. Пример, сега ако зборуваме за неспроведен на законот, ако раководниот тим на МНАФ разработил стратегија како да вклучи, не знам, партиски кадри во таа бројка на контролори. Ако тоа го навистина прави, да сум јас председател на владата или министер која покрива таа област, веднаш ќе го раздржам. И тимот, ако раководниот тим и управен одбор, ако има одговорност и надзорен одбор. Значи, мора да се почитуваат основните елементарни правила околу сите овие процеси што се одвијаат во државата. Јас гледам дека нема политичка волја за искрена борба против корупцијата. Подготвив закон за борба против тешки облици на криминал и висока корупција и ќе проценам кога ќе го пуштам во парламентарна расправа да се создадат услови, али повеќе од јасно е дека ќе треба поддршка. Таа е доволна од медиумите, невладиниот сектор, но за жал ќе треба поддршка и од тие што директно ги поддржуваат процесите за евроинтеграција, за демократија од држава. Тоа значи треба и од стратешкиот партнер да добиеме силна поддршка од Европската унија за да направиме една институција. Ја тоа можеби друг пат сам го објаснувал. Значи предлагам да се формира агенција каде што таа ќе работи исклучиво на тешки облици на криминал, ќе работи на откривање на скрениот имот на носители на државни функции, на носители на организиран криминал, ќе предлага конфискација на имотот, ќе предлага забрана на политичко действување, значи ќе работи на најбитните прашања. И предлагам борд состан од 15 еминентни експерти од фелата на новинари, невладиниот сектор, па да има и 20 пратеници, еден од венител. Да има од универзитетот истакнати професори, адвокати, 15 луѓе, борд од 15 мина, кој што ќе го бира директорот на оваа агенција и со мандат од 7 години.
ниту еден нема да има влијание на тој директор. Како и на кој начин ќе организира. Тоа јас го кажувам мал ФБИ во Македонија, задлужен само за борба против тешките облици на криминал и кажав што друго треба да работи. Ако тоа се формира, тоа е еден голем чекор кон заокружување на еден систем многу поефикасен во борбата против тешките облици на криминал. Сега, дали може Управа за јавни приходи, финанска полиција, да отвори предмет за носител на јавна функција? Еве, теоретски може, предпоставам, но дали може ама не, тие до работат пракса, по директиви, по насоки работат. Не може, ако започне ќе се дозна дека нешто собери информации за министер, за некој друг директор, ако ја одуи, значи полека вие каде одите? Ќе напуштиме владата, ќе падне владата. Само ако ја одуиле, да. Или од СДС ако исто, си исто е. Добро, Мислам, не зборувам, тоа е така да За ќе на крај, видиме. Очекувам силна подршка од Соединетите американски држави, од Европската унија, од сите наши партнери, дефинитивно да започне на силна, робусна борба против корупцијата и криминалот во Македонија. Тоа е основа за да се подобрат и да се отворат перспективи за понатаму на Македонија. За крај, господине Трајнов, после кога ги дававте претходниот пат поострите критики за функционирањето на владата, дојде исто така еден остар одговор тогаш од премиерот Ковачевски за вас, на некој начин и ве прозва. Во поглед на тоа, потоа ја имавте лидерската средба, претпоставам сте се видели, не знам дали пред тоа и после тоа не е важно. Сега, после тие остри препукувања, гледаме дека се уште останувате дел од владата. Останува ли се уште тоа така? Имате ли некаква најава можеби за промена? Значи, Демократскиот сојуз е автентична политичка партија. Ние за секое прашање градиме став. Го анализираме, даваме коментар, предлагаме решенија. И така ќе продолжиме. Дали тоа го прифаќа СДСМ, ДУИ или не, тоа е нивна работа. Значи, ние не можеме да отстапеме да водиме сметка за нашите национални интереси и за интереси на граѓаните. Значи, тоа е нашата политичка борба и така ќе продолжиме, апсолутно. Од 2006 година, кога започнаа сите овие активности, да речеме, тие за секој прашање градиме став. Дали, не знам, на ВМРО да помногу се допадило или не, дали на ЕЗД, дали на ДУИ, дали на ДП, така, апсолутно тоа не е битно. Разликата е во тоа што мислам дека многу импулсивно реагира СДСМ. Не го прифаќа ставот кој е граден врз основа на темелни анализи, реагираат непотребно. Треба нивната реакција да биде насочена кон тоа да се менуваат работите. Тоа е заеднички пристап, како и на кој начин да ги отвараме и да ги движиме процесите напред. А со тоа што ќе викате не е така, па нека сака, кој сака нека излезе, нека каже дека во Македонија нема криминал. Јас викам има висок степен на криминализација, тој нека вика не, да видиме и ќе ставиме тоа на гласење на јавноста да видиме каква поддршка колку ќе добие. Верувам дека кога зборувате, кај на што е проблем? Кога зборувате аргументирано, издржано, тогаш веднаш проценките се дека вие ја критикувате власта. Апсолутно што не е точно. Еве, јас да речеме за власта, кажам и позитивни работи. Да речеме се сложувам со тоа што во оваа криза со започнување на агресијата на Русија над Украина, дека нашата надворешна политика треба да се согласи со политиката на Европската унија, дека треба да водиме сметка за политиката што води НАТО и така натаму. Тоа никој не го коментира во СДСМ или во ДУИ да рече добро, Трајнов нешто поддржува. Сакам да кажам дека барат рачка да се фатат, да се распрашат, што апсолутно не е прифатливо, нити е политички издржано. Значи, треба партиите, луѓето критички да обсервират реалноста и да предлагат како да се движи државата напред. Тогаш ќе има резултат. А ако меѓу себе се конфронтираме за тоа што една партија предложила, две работи, со тоа ќе завршам. Предложив, значи веќе 2 години се расправаме околу тоа Македонија да биде една избрана единица. СДСМ поддржа вербално, сега во праксата тој процес го блокира заедно со ДУИ. Предложив да имаме шанса законска, да имат сите шанса што се судени околу монтирани судски процеси, да се потвори постапката.
помина на комисија се, сега го блокират. Како можеме да зборуваме за владење на правото, на правдата, ако партиите што се сега, кои што тогаш беа во опозиција, тие го блокират процесот. А не го во меѓувреме што се случува? Да речеме, се гради позиција во Страсбург, не знам сега во судот да одлуката за аболиција на Ѓорѓи Иванов да се ефектуира. Да. И за тоа нема проблем. Проблем е предлогот на Трајанов зошто да бара повторување на судските процеси, Да. процеси, а тоа не е проблем. Добро. Има многу отворени прашања за кои што треба и расправа и дискусија и од тоа да се влечат правите потези за да одиме напред. Господине Трајанов, ви благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас. Интересни тези и теми како и секогаш. Вие почитувани, ви благодарам на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.